додека имаме човек кој покажа што значи и како значи да се работи во тим што ја води државата, тим предводен од ВМРО ДПМН, во кој е коалицијата за подобра Македонија, во кој е премиерот Груевски, во кој се сите останати луѓе. Но на врвот се тие двајца, Иванов и Груевски, кои што го даваат тонот каде се движи државата. Погледнете го било кој аспект од живењето на било кој човек. Не постои човек, било кој што е од вас овдека или било кој што вие го познавате, кој што во изминатите 5-6 години, од кога ВМРО ДПМН и двојецот Груевски и Иванов ја води државата, не почувствувал некакво реално подобрување во сопствениот живот. Гледаме како се асфалтираат улици, се реновираат училишта, како се подобрува инфраструктурата и во Валандово, како луѓето се вработуваат. Затоа и носев амбасадори во Валандово и да им ги покажам потенцијалите на Македонија. И за Водици, и за Свети Трифун. И го донесов и српскиот председател Николич да дојде во Валандово. Ми велеа су модел многу по такви манифестации, по ракијади, нели? Па таму е народот, таму сум и јас. Кај се граѓаните кои ги почитуваат своите обичаи, својата традиција, таму сум и јас. Затоа што вие сте ме избрале. Јас сум вашиот глас. Јас сум тој што вашиот глас го пренесува секаде, каде и да одам. А имаше кај да се оди. 450 средби со председатели на други држави, премиери, министри се остварени за овие 5 години. 100 посети, дали официјални, дали работни, на други земји и меѓународни настани. Но и доаѓа пријателите на Македонија. Имаше повеќе од 40 посети, дали официјални, дали работни, на други председатели на држави на Македонија. Тие се пријателите на Македонија. Тие се оние што ја поддржуваат Македонија. Македонија која се менува. Се менува затоа што економијата ни расте. Председателот Иванов низ овие неколку години можев да го запознам и во функција на председател. Како се бори лавовски за интересите на Република Македонија. Секаде каде што ја представува сопствената држава, го правеше тоа со дигнитет, со посебна љубов кон татковината. Тој е голем патриот и секаде се бореше за интересите на нашата земја. Дозволете да спомнам еден настан. Се случи на 24 септември 2009 година во Њујорк. Во седиштето на Обединетите нации, кога прв пат председателот Иванов имаше свое обраќање. И дозволете да подсетам што кажа председателот Иванов во таа прилика пред шефовите на држави на сите членки на Обединетите нации. Цитирам: "Денес во 21. век се чини апсурдно некој да биде ословуван како поранешна држава. Во име на достоинството на мојот народ, користам прилика да им се заблагодарам на сите 134 земји членки на Обединетите нации, кои го признаа уставното име на мојата држава, а тоа е Република Македонија." Ете така се бореше Иванов за сите нас, за Македонија. Тој беше и остана посветен на својата работа. Тој не се занимаваше многу со ударите што постојано доаѓаа острана кон него. Вие сте сведоци колку многу обиди за негова дестабилизација имаше, колку многу удари, колку многу пати се обидува да го скренат од зацртаниот пат, од правилниот пат, од патот да и се помогне на Македонија. Претрпе многу навреди, многу клевети. Остана стабилен, остана на земја, остана смирен. Таков човек и треба на Македонија. Од другата страна, имаме луѓе кои што и до ден денеска се обидуваат со различни навреди, лаги, омаловажувања, да го отргнат вниманието на граѓаните
од она што е суштинско за еден председател и да го наведат на друг пат. Имаме и намера таа група на луѓе да ни биде представена како нови лица. Ги слушам и не ми се верува. А знаете што и на нив не им се верува сето тоа, верувам. Кога кажуваа дека се нови лица. Па сите тие се по 20 години во политиката. Па тие беа подпредседатели на влада. Подпредседатели на владите на Бранко Црвенковски. Подпредседатели на партијата на чие чело беше Бранко Црвенковски. Па тие беа главни советници на Бранко Црвенковски. Беа шефови на Државната изборна комисија. Тие ги минуваа сите одлуки на Бранко Црвенковски. Радмила ли е ново лице? Па јас се сеќавам, бев студент. Ние сме генерацијски близко, една година плюс минус, колку што знам. Јас уште се занимавав со моите студии, веројатно и таа во тоа време тоа го правеше, но веќе беше на билбордите ни цела држава како политичар, како член на раководството на партијата. Па помина многу работи заедно со Бранко Црвенковски, многу негови политики ги поддржуваше јавно, се бореше за тие политики. Се бореше заедно со него и за приватизацијата, која што остави без работа 200.000 граѓани. Беше мој против кандидат на изборите во 2006-та. Потоа кандидат за премиер во 2008-та. Па Зоран Заев во 2009-та водич на кампањата на СДСМ. И за председателските избори, и за локалните избори. Па дојдоа изборите во 2011 година, кога повторно Радмила беше кандидат за премиер. Па дојдоа изборите во 2013 година, каде што активно истите луѓе партиципираа. Од каде сега тие излегува нови лица, не можам да разберам. Зошто го подценуваат народот? Зошто мисла дека народот не се сеќава? Па да не се сеќава, ајде, можеби некој за пред 20 години. Ама да не се сеќава за пред 2-3 години, за 5 години. Па тоа е силно, сериозно подценување на вредноста на граѓаните во Македонија. Што убеден сум, народот нема да им го прости и уште една заради тоа ќе ги казни на овие избори. Заев кој што е аболиран, амнестиран на некој начин за 8 милиони евра криминал и кој говореше дека од чистачка до директор сите ќе ги смени ако не се од СДСМ, дека ќе јадел живи луѓе и слично, дека ќе пукал. И тој сега на овие избори треба да ни биде продаден како ново лице. Шекеринска, која во целата своја 20 годишна кариера нема ниту еден проект, ниту една работа нема направено за народот. Или пак оној Стојко Пауновски кој бараше намалување на пензиите и на социјалната помош за граѓаните, затоа што сметаше дека на тој начин треба да излеземе од кризата која што ја погоди Европа и автоматски влијаше и во Македонија. Или пак Петре Шилегов, да ни го представуваат како ново лице. Па човекот не знае колку тендери дал и одобрил за Бранко Црвенковски и за неговите луѓе од 2004 до 2006. Кои са тие нови луѓе и кого подценуваат овие наши политички конкуренти? Да се подсетиме на нивната втора теза. А втората теза им е дека требало промени. И тука ќе потенцирам дека Зоран Заев, образложувајќи ја тезата за промени, вели ни треба нов концепт за враќање на парите кај граѓаните. Луѓе, Заев ќе ги враќа парите кај граѓаните. Како не му е срам, како не му е непријатно, како не му е незгодно после се она што чувме за тоа како ги распределувал парите на општина Струмица и како ги враќал кај роднините, кај братучедите, кај зовите, кај таткото, кај браќата, кај цела своја фамилија. Што ли ќе направи тој човек ако му се довери целиот буџет не на Струмица, туку на Република Македонија? Какво враќање на парите кај народот ќе видиме? Можете да си замислите едно враќање кој ќе падне на парите кај народот. Па нема да може да се изнавраќа од пари. Драги пријатели, за какви промени говорат? Промените се веќе направени. Тие тоа не го сваќаат.
Промените се направени кога народот ги изфрли Бранко Црвенковски, Шекеринска, Стево од фотелите и не сака да ги врати. Безброј пати го изважаа народот. Го навредија, го подценија, го отпуштаа од работа, му ги кратеа пензиите, тепаа по улиците. Народот им ги даде промените во 2006 година и сега пак ќе има промени. Пак ќе ги поразиме и пак нека си прават промени, ама внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Таму ќе бидат промените. Не можам да разберам како после 7,5 години се уште не можат да ја разберат пораката на народот. И како се уште веруваат дека може да манипулираат со него. Дека ако не излезат да бидат носители на листите, народот ќе поверува дека тоа не е нивна одговорност што ги загубили изборите. Дека ако не се носители на листи, поразот ќе му го препишат на некој друг. Такво бегање од соочување со народот не се запамтило во политичката историја не на Македонија, јас би рекол многу пошироко на Европа. Да бегаш од соочување со народот и да сакаш народот да те постави за премиер. Па има ли тоа во некоја држава, почитувани пријатели? Човекот вика поставете ме за премиер, а бега од соочување со народот, односно бега од позиција каде што народот треба за него да гласа, да го заокружи неговото име. Такво нешто нема никаде. Тоа е исто како во еден фудбалски тим, капитенот на екипата да ја напушти утакмицата и да рече јас ве оставам, вие истрчајте, ако победиме јас ќе доам да го соберам пехарот. Таквото нешто исто така ќе биде казнето на овие избори. Ги гледам исто така како се однесуваат и по прашањето на еден од најгорливите проблеми на нас, македонците, а тоа е прашањето што нашиот јужен сосед го отвори пред 20 на години, оспорувајќи го нашето уставно име. Како со леснотија во минатиот период се расфрваа со разни имиња. И како со леснотија говорат против нас дека ние сме биле виновни што не се решило името и дека ние сме биле виновни заради тоа нерешавање што не сме влегле во НАТО и во Европската Унија, иако ги исполнивме сите услови, сите стандарди. И при тоа забораваат дека и НАТО и Европската Унија во своите извештаи јасно кажаа дека единствената причина зошто Македонија не е внатре е затоа што сме блокирани од една земја членка. Забораваат и ги гледам деновиве говорат дека не бил проблем само името за НАТО, туку имало и многу други проблеми. Го гледам Стево, Заев и Шекеринска и си викам, тие ли се ова Венизелос ли збори одека? Исто како да го слушам Венизелос да ни се обрати во универзална сала, а не кандидат за претседател на Република Македонија. Такви работи само грците споруваат. Тоа е идентично со она што го кажа Венизелос пред еден месец во Брисел. И е идентично со она што го зборуваат сите грчки дипломати на секаде низ светот каде што ќе стигнат. И јас не верувам дека ова е случајно. Не знам како вие верувате. Но не можам да кажам дека е случајно да истото што го говори Венизелос го говори и оваа група на нови ликови, нели, во македонската политика. Почитувани пријатели, во оваа пригода уште еднаш сакам да истакнам дека пред нас имаме човек од една политичка гарнитура ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за подобра Македонија, која во овој период заедно со него покажа дека знае да држи до зборот, дека знае да вети и да си го одржи ветувањето. Држењето до збор е основната работа во политиката за нас. И тоа е една од главните работи зошто во овој период ја добивавме поддршката на мнозинството граѓани во Република Македонија. Таков човек е потребен на Македонија, таква политичка гарнитура и треба на Македонија и на овој народ. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорѓе Иванов за претседател.